За десетина дена пуштени во употреба три важни делници во вредност од околу 220 милиони евра. Владата вели посветено работи на подобрување на инфраструктурата во државата и подобрување на стандардот. Проектите кои стоеа закочени и недовршени сега се функционални за граѓаните, а се работат и нови кои треба да ја дочекаат својата реализација. Според граѓаните, досегашниот ангажман на владата влева оптимизам дека работите ќе тргнат на подобро. Дел од нив сметаат дека не цела година, колку што е ВМРО ДПМН е на власт, е сепак краток период за да се оцени работата на владата и очекуваат дека ќе се заврши она што е започнато и што е ветено. Гледаме дека оди се подобро и подобро. Колеги, пријатели, роднини се позадоволни од моментов. Од претходната влада? Да, владата е супер. Тоа е добро за сега. Но ќе настават и така понатака и ќе биде добро. Редно беше да тргнеме нешто малце напред. Се враќа ли довербата кај луѓето во власт? Почнува полека да се враќа, само ако не забегаат и овие. Уште тешко може да се примети за толку краток период. Ако се работи за капитални објекти, се знае. Интересот е тој, ќе направам, после ќе наплатувам. Така да ми се чини секој таков проект е добар. Само во јануари се пуштија во употреба три значајни проекти. На стартот на годинава беше пуштен експресниот пат Страцин-Крива Паланка во должина од 25,5 километри. Со овој патен правец од Крива Паланка до Страцин наместо за половина час се патува за 10 минути, а од Куманово до Крива Паланка патувањето од 1 час е намалено на 40 минути. Патувањето од главниот град до Крива Паланка пак е скратено за скоро половина час. Овој експресен пат чини 102 милиони евра, од кои 14 грант од Европската унија, а 88 милиони евра поволен кредит од Светска банка. На делницата Куманово Страцин Крива Паланка од 25 километри на 16,5 воопшто немало асфалт. Проектот бил во фаза на замрзнување. Воопшто немало работници на терен, а повлечен бил и надзорот на проектот. Откако владата успеа да испреговара и да го врати изведувачот и надзорот, се работеше интензивно, па стартува и работа во зимски услови за прв пат во Македонија, иако тоа е пракса во светот со децении назад. 10 дена подоцна беше пуштен во употреба градско Дреново во должина од 15,5 километри, кој е дел од паневропскиот коридор 10, финансиран преку ЕУ грант во вредност од над 35 милиони евра. И тука имало сериозни проблеми. Недостигале 13 милиони евра за да се доврши проектот. Косините воопшто не биле решени за време на претходната власт, а изведувачот се подготвувал за арбитража поради одредени документи кои не биле потпишани иако биле договорени. По промената на власта се успеа да се решат проблемите со изведувачот во септември и од тогаш се работеше интензивно за да се заврши патот. Вчера после речиси 3 децении помина воз по пругата Куманово-Белјаковци. Владата ја пушти во употреба пругата која е дел од источниот коридор 8 и прва фаза од пругата кон Бугарија. Сега фокусот се става на изградба на втората фаза од Белјаковци до Крива Паланка, а третата ќе чека на договор со Бугарија. Проектот за третата фаза ќе мора да се менува, оти минатата власт оставила во наследство проект за пруга која завршува во тунел без крај. Според досегашните преговори, Македонија и Бугарија ќе го градат тунелот заеднички.